Нов циклус на отворени денови со земјоделците од Струмичкиот регион. Почнувајќи од денес, па во наредниот период, лица од Министерството за земјоделие, Платежната агенција и Инспекторатот ќе бидат присутни на терен и отворени за консултации со граѓаните за се што ги интересира. Овие отворени денови денес започнаа од Струмица, а граѓаните кои дојдоа во подрачната единица на Министерството за земјоделие имаа можност да добијат одговор на своите прашања директно од заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски, директорката на Платежната агенција и директорот на Државниот инспекторат за земјоделие. Овие отворени денови се активност плюс за вниманието кое овие институции го посветуваат на земјоделецот. Како што информираше заменик министерот Костадиновски, во изминатите 10 години само за земјоделците од Струмичкиот регион се исплатени околу 40 милиони евра од буџетот на Република Македонија, а од Платежната агенција околу 25 милиони денари за инфраструктурни проекти за подобрување на стандардот на граѓаните. Уредени и изградени се паркови, патишта и домови, а на 691 лице им е исплатен надомест до 51 милиони 250 илјади денари за настанатите штети во минатогодишните поплави. И не само овие проекти и овие средства кои што се наменети за земјоделците од овој регион, туку се предвидени и многу други проекти и мерки содржани во новата програма која што ја подготвуваме за рурален развој за 2017 година, која што веќе е донесена од страна на и усвоена од страна на владата на Република Македонија, и за таа цел ние сме денес тука и во следниот период ќе бидеме присутни за да можеме да ги доближиме мерките, да ги објасниме чекорите и постапките кои што треба да се реализираат заедно. Според директорката на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, нивниот тим периодов ќе биде на терен и ќе биде подготвен да одговори на секое прашање на граѓаните. Со мене на отворените денови ќе биде присутен и тим од Агенцијата за финансиска поддршка кои ќе бидат поврзани компјутерски со системот на агенцијата, што значи дека секој што ќе има прашање конкретно за сопствениот предмет ќе може да добие веднаш одговор зошто нешто не е исплатено или е во постапка, до каде е постапката, доколку има проблем, како да се отклони проблемот. Значи стоиме на располагање на сите земјоделци заинтересирани да проверат до каде е сопственото барање или исплата на средства и оние кои се заинтересирани за идните мерки. За наредната 2017 година на денешната средба информираа дека се планирани уште многу нови мерки и проекти кои веќе се влезени во програмата за рурален развој и се изгласани од владата на Република Македонија.